Во текот на 2025 година, преку извршителите во земјава присилно се наплатени повеќе од 137 милиони евра, што представува реализација од 43,63% од вкупно примените барања за извршување. Во споредба со 2024 година, наплатената сума е пониска за околу 23,3 милиони евра, но кај граѓаните е забележан пораст на неплатените долгови. Податоците од годинешниот извештај на Комората на извршители покажуваат дека компаниите и понатаму се најголеми должници, но и најголеми доверители во извршната постапка. Од правни лица лани биле наплатени 63,4 милиони евра, од граѓани 50,8 милиони евра, а од државата 24,8 милиони евра. Истовремено, компаниите како доверители преку извршителите наплатиле над 105 милиони евра. Граѓаните како доверители инкасирале нешто повеќе од 31,1 милион евра, додека државата во таа улога наплатила околу 2,4 милиони евра. Особено се издвојува фактот што во 2025 година е забележан историски највисок износ на присилна наплата од граѓаните за прв пат, над 50 милиони евра, во однос на 2024 година. Ова представува зголемување од речиси 4 милиони евра кај компаниите и државата. Пак на годишно ниво има намалување на наплатени средства. Дали присилната наплата секогаш е правична? Неправичноста е предзнак. Не се соочуваат со правда, не се соочуваме ни со правичност при наплаќање на побарувања, зашто побарувањето не е само совдиот долг, побарувањето ги содржи сите оние други работи, односно други пари, условно да кажам, други финансии, кои не се однесуваат за чистиот долг. Да речем, ако долгот бил 2000 денари, многумина ќе платат 15-20 илјади денари, па и повеќе. Значи, од 5 до 10 пати поголема сума од првичната, што е неправично. Како граѓаните можат да се спасат од неправда? Па тоа го бараме за последните 15 години, се бориме да најдеме излез. Нели, успеавме тоа, тарифата тоа да не намалиме на извршителите, но тоа не беше не е комплетно спасоносно решение. Значи, таа 1/5 наместо 1/3 од приход, и дали е во прашање плата, пензија, но имаше и повеќе други закони за кои се заложивте, успеавме да ги истуркаме, но најважното за старувањето на побарувањата не се реши, бидејќи Уставниот суд ја промени својата одлука во 2024 година, пред 2 години. По региони, најголема сума во 2025 година е наплатена на подрачјето на Скопје, близу 70 милиони евра. Следуваат подрачјата на Бетола и Ресен, околу 10,7 милиони евра, Велес, Гевгелија, Кавадарци и Неготино со 9,7 милиони евра и така натаму.